Алек Попов во македонската литература ќе остане запаметен по делата кои што во различен периоди тој самиот ги реобработуваше, но мислам дека воопшто македонската публика најмногу ќе го запамети по серијалот Преспав, затоа што голем дел од сценаријата и репликите беа напишани од него заедно со Делјана Манева. Во сите негови дела имаше изобилство на хумор, иронизирање, алудирање, пародирање. Самиот се потруди во современата бугарска литература да остави еден печат кој што на некој помодерен начин успева да ја повторно воскресне, но и повторно да ја искритикува некоја, да речеме, бајгановштина, по која што самиот тој не го крие, она сродството Алек Попов, Алеко Константинов, но тоа го прави на еден посуптилен начин. Не може никој да се налути на начинот на кој што пишува, ниту па да земе кусур, што би се рекло, затоа што беше писател кој што знае што сака публиката, ама не прави компромиси со нивните барања. Пишуваше и за себе, но сето тоа да биде вреднувано и од страна на неговата публика. Технички подготвен, со многу добра литература позади себе, тој ги следеше и сите други работи што се случуваат на Балканот од аспект на литературата. Добитник е на наградата Проза Балкан, мислам дека Прозарт или како беше, не можам точно се сетам, знам дека 2019 беше. И воопшто во рамките на Балканот, а и пошироко, важи за еден многу и исклучително познат и преведуван писател. Во една од моите анегдоти кажувам дека ние тука и не го знаевме кога тој веќе беше познат во Ерменија и во Молдавија. Така што е еден писател кој што навистина ќе недостасува на литературата, затоа што имаше многу нови идеи, разговаравме за некои други планови да соработуваме, но луѓето планираат, Господ се смее.